Благодарам, заменик председател на комисијата. Штувана колешка Морачани, морам да реагирам процедурално затоа што се направени неколку битни повреди на процедурата и на оваа комисија. Прво, вашата аргументација немаше никакви допирни точки со она што го зборуваше колешката Лашковска. Второ, немам проблем со тоа што се злоупотребува говорницата за определен пиар на индивидуата или политичката партија, но имам сериозен проблем и затоа највеќе станав да реплицирам кога граѓаните се доведуваат до заблуда. Ако човек ја слушаше вашата расправа, многу работи кажавте, одиме во живо, кои што не кореспондираат со реалноста, туку се премногу, како да ви кажам, ирелевантни. Тоа што го изјавувал Копач и било кој друг почитуван представник на било која организација во Европа или во Македонија или било каде едно, но вие сте представник на народот, на граѓаните, и граѓаните од вас и од нас и од секоја индивидуа посебно очекуваат што ние ќе направиме и на кој начин ние ќе го направиме да го подобриме нивниот живот, односно што прави со енергетската криза. Значи, ако може само ве молам, процедура, поголема процедура од манипулација со јавност, кршење не постои. Не постои. Сега тука сме согласни. Не е прашањето што изјавил Копач, прашањето е зошто од Шпилје до Калиманци сите езера ги сушивте. Не е битно што изјавил Копач, битно е, се извинувам, битно е зошто има 20.000, а не 900.000 тони јаглен во рек Битола. Битно е зошто 3 блока 1 не може да го управите. Битно е зошто се расипа вруток и тоа не зборувате. Да земете вие пратеник, народен представник на говорница да читате интервју. Е тотално манипулирање со јавноста. Второ, имаме конкретен амандман. Конкретниот амандман е поставување на фотоволтаици на крововите на куќи, а не општа расправа за буџет. Имате право како пратеник и кога сте член на комисијата да се јавите за општа расправа за буџет. Сега зборуваме конкретно и сметам дека граѓаните заслужуваат да видат што мисли власта и опозицијата за конкретниот. И на крај ќе завршам со тоа. Ние не зборувавме за отворени рудници, вие тоа го зборувавте. Не е тема. Темата е што правиме со актуелните проблеми. Што правиме, дали сте за или сте против поставување на соларни панели и фотоволтаици на индивиду. Тоа требаше да се зборува, а не за рудниците, не за Копач. И многу ме интересира зашто координаторот на СДСМ, кога зборувавте за Копач, кога прераскажувавте интервју за Копач, а не за фотоволтаици на индивидуални куќи и згради, не реагираше, сега реагираме. Јас многу принципиелно реагирам. И ве молам, немојте од место. Ако имате, бурум ке дебатираме овдека. Што е процедурално? За фотоволтаици зборуваме ние за рудници отворени и за амбиентален воздух и за градоначалници и за локални избори и за Копач интервју. Тоа ли е процедурално? Тоа ли е согласно процедура? Па ве молам, немојте. Па ве молам да го чуваме дигнитетот на ова собрание.